Ајде, оставите фейк вести. Дајте, имате ли други прашања? Престанете ве молам со фейк ньюс и со дефокусот, престанете. Фейк ньюс, алфа, фейк ньюс. Додека ТВ Алфа секојдневно ја обвинуваат за фейк ньюс, токму СДСМ наликува на класична фабрика за лажни вести, а бројот на теми на кои намерно или ненамерно ги излажаа луѓето е далеку од мал, од немале да го менуваат името на државата, па до Формула 1 во Македонија, преку вработување 300 пилоти од Рачиново, па десетина добиени датуми за старт на преговори со Европската Унија, креативноста на PR тимот на социјалдемократите за работи кои ги кажале, но никогаш ги немало е и повеќе од голема. Една од лажните вести може би звучи помалку смешно, дека во Македонија ќе имало F1 патека. Овде е планирано да биде изградена првата стаза за Формула 1, која што треба да отвори туристички можности. Во желбата да дојдат и да ја задржат власта, имаше и други нереални ветувања кои самите луѓе си ги кажаа. Во овој случај рачиновци, на кои им било ветувано дека ќе се вработуваат пилоти од Скопско Рачиново. Rena më e madhe janë 300 pilota do shkojnë prej Haraqinës. Këta nuk e di sa... Ma fat mrapa kamerave se kuptoj sa drejta. Shef. Kush ka premtu 300 pilot? Me të vërtet. Po këta që janë pushtet tash. Lidhja Социјалдемократе. Po. Тогашниот председател на СДСМ Зоран Заев се обидуваше да биде смешен кога некој предупредува дека ќе го променел името на државата. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката. Како опозиционер се колнаше дека нема да дозволи промена на уставот со цел промена на уставното име. Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Македонија го промени името со цел членство во НАТО и старт на преговори со Европската Унија. Првото го добивме, но второто се уште го нема, иако власта предводена од СДСМ неколку пати најави дека датумот за преговори веќе сме го добиле. Северна Македонија почнува преговори за членство во Европската Унија. Историската грешка е исправена, нема веќе никакви пречки, ниту услови. Заев се фалеше и од авион преку пост на социјалните мрежи. Во авион што току прими одлична вест, Република Македонија доби датум за старт на преговори за членство во ЕУ. Во стил на својот близок пријател и очигледно политички ментор и додека беа во владата, беше и сегашниот лидер на СДСМ Венко Филипче, кој праксата ја продолжи и сега, како прв човек на партијата, додека беше министер за здравство, Македонија меѓу последните доби вакцини за COVID-19, иако ветувано беше друго. На крајот на 2020 година тогашниот министер ветуваше дека Македонија ќе добие вакцини во јануари 2021. Сепак првите вакцини во Македонија пристигна на половината на февруари и тоа не по заслуга на тогашните власти, туку како донација од Србија. Потоа Филипче чекаше на ковакс системот, кој требаше Македонија да обезбеди за имунизација во првите 3 месеци, за потоа на тоа да се чека од април па натаму. Во однос на набавките на вакцините, тоа што се очекува и сега мора да потенцирам дека со оглед на промените кои што настанува и информациите од добавувачите, ова може да биде нешто што временски може и да се одолговлечи некое време, меѓутоа во следниот период до крајот на овој месец, почетокот на следниот, очекуваме да профункционира ковакс системот преку кој што би стигнале околу 100.000 вакцини. Последната голема лажна вест со која СДСМ се обидува да предизвикаат паника кај граѓаните е дека ќе се увезувале мигранти од Велика Британија, што беше демантирано од официјален Лондон. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладиниот сектор, граѓанското општество, студенти и угледни поединци да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. СДСМ ги лажеше граѓаните и кога ги објавуваше оние така наречени бомби, односно нелегално снимани разговори, тогаш се ветуваше дека тие ќе откриеле некоја нова вистина за случаите Смилковско езеро, Мартин Нешковски, како и трагичната смрт на новинарот Никола Младенов, нешто што никогаш не дојде.